Благодарам, господине подпредседател на Собранието, почитуван премиер, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите. Господине Заев, во овој наплив од скандали и афери кои што се случуваат на Македонија секојдневно, каде што гледаме расипничкото трошење на пари од страна на власта, кај што ги гледаме злоупотребите на судскиот и обвинителскиот систем од страна на владата и почнува да се надзира целиот тој октопод како функционирал, имав дилема какви прашања да ви поставам денеска, за да пробаме да разјасниме пред јавноста што се случува. Но имајќи го фактот дека ови се ваши предпоследни пратенички прашања, имајќи го фактот дека има уште 25 работни дена како премиер на владата на Република Македонија, јас се одлучив малце подлабоко и поназад да ги вратам состојбите. Вие на едно мое пратеничко прашање сте ми одговориле дека единствена давачка што е зголемена и што имате намера да биде зголемена се акцизите. Но, потоа, господине Заев, ги зголемивте придонесите, ги зголемивте даноците, ги зголемивте цената на водата во најголем дел од големите општини, воведовте нови патарини низ Република Македонија. На едно прашање на колегата Африм Гаши, на почетокот на мандатот, сте кажале дека ќе има меѓународна истрага за Смилковско езеро, Диво населје, Никола Младенов. Нема меѓународна истрага. Исто така, на едно прашање на колегата Африм Гаши, велите ќе ги редефинираме државните институции и конечно ќе бидат сервисно ориентирани еднакви за сите граѓани. Но овие денови гледаме партискиот министер во земјоделие како прави насилие распоредувајќи ги повеќе од 50 километри вработените во Министерството за земјоделие и во шумската полиција. На многу прашања на колешката Ана Лашковска и ветувавте дека проблемот со Еврокомпозит ќе го решите. На прашање на колешката Анета Симеска Димовска на 22 февруари 2018 година, вие сте рекле, господине премиер, дека сте донесле веќе одлука како нова влада и сте одобриле нови 36 мегавати. Ке се граделе во Овче Полието. Се зборува за оние ветерниците. И велите дека во 2018 година ќе почне нивната изградба. Сте го кажале овде како одговор на пратеничко прашање. Исто така на истата седница сте кажале, господине Заев, дека отварате и други можности, дел од работите и ги цитирам колку што можам, дека преку еколошки енергенси ќе проработат Осломеј и ТЕЦ Неготин. Тоа сте го кажале во 2018 година на почетокот. Ништо од тоа, господине Заев. На прашање на почитуваната колешка Милева Ѓоргиева, сте кажале дека Чебрен и Галиште конечно ќе почне државата сама да ги гради. Тоа сте го кажале на 29 март 2018 година. Истиот ден на пратенички прашања, господине Заев, сте кажале дека до крај на 2018 година 35 километри од патот Охрид-Кичево ќе биде пуштен во употреба. Че зборам 29 март 2018 година. Понатакај, господине Заев, на прашање на колешката Лилјана Кузмановска на 31.5.2018 година, сте кажале дека битолчани треба да знаат дека топлификацијата во Битола ќе се направи и ќе се спроведе. 2 години скоро се поминати, нема ништо од таа топлификација. На 31. мај 2018 година, исто така, само на седници на пратенички прашања, значи не коментирам ваши изјави надворот од овој институт пратенички прашања. На 31. мај 2018 година сте кажале дека 14 општини ќе градат базен затворен во 2018 година. Во 2019 ќе се градат уште 15 базенти и дека општина Шутово Ризари токму во 2019 ќе добие затворен базен. Во Македонија во меѓувреме, господин Заев, не е изграден ниту еден затворен базен. На моje прашање на почетокот мандатот, господин Заев, ветувавте раст од 6 до 8% на економијата во Република Македонија. За жал, таа има еден нормален раст кој што и без влада ќе го има од околу 2-2,5%. Понатакај, господине Заев, на прашање на колегата Антонио Милошовски, сте кажале дека ќе иницирате пред Републичкиот судски совет истрага по повод наводите во писмото на господинот Бејли дека некој во негово име диктира судски процеси, судски постапки и судски одлуки и по повод неговата жалба дека често се употребува институтот притвор. Нема ништо од таква иницијатива, господине Заев. Исто така на моje прашање, господине Заев,
на почеток на мандатот, кога ве прашував кога ќе се спроведе мерката за поврат на ДДВ на граѓаните, вие сте рекле дека годишно оваа мерка ќе враќа 90 милиони евра кон граѓаните. Оваа година, господине Заев, повратот на ДДВ нема да биде 90 милиони кон граѓаните, ќе биде некаде околу 4 милиони. Понатака и во едно од прашањата, исто така, господине Заев, на почетокот 2018 година, најавивте дека ќе работите на нов проект за автопатско поврзување на Велес, Прилеп, Битола, Ресен, со можност тоа да се продолжи и до Охрид, господине Заев. Од таков нов проект немаме ништо да видиме, освен што видовме запирање на изградбата на патот во Дреновската клисура. Веројатно сте поминале со кола таму, ја знаете состојбата. Че сте збореле автопат, а сте запрели и реконструкција на пат. Исто така, господине Заев, на прашање, мисля на колегата Владко Ѓорчев на 2 јули 2018 година, сте кажале дека докторите на почетокот од 2019 година ќе добиваат 100.000 денари плата без дежурства и останати додатоци. Тоа нема ни сега да се случи. Исто така, на истата седница сте кажале дека до 1. јануари 2019 година ќе обезбедите бесплатно лекување за сите граѓани. Сега во Македонија, ја проверував, еве го стенограм. Еве го. Добро, во ред. Сега во моментов, господине Заев, само 7% од граѓаните го имаат тоа право. Исто така, господине Заев, на истата 7%. На истата седница сте зборувале дека веќе сте обезбедиле 900.000 евра да се инвестираат во филтрите на Југохром и дека Југохром ќе биде наскоро пуштен. Станува збор за седница од 2 јули 2018 година. Пред година и пол Југохром се уште не работи, а загадувањето во Тетово е дури и повисоко од тоа што беше претходно. Исто така, господине Заев, на една седница на Собранието на Република Македонија на 26 јули 2018 година сте изјавиле дека УНЕСКО е задоволен од тоа што го работиме во Охрид, за да ни се случи нас УНЕСКО потоа да ни прати извештај каков што ни прати, за кој што сме сите запознаени. Исто така, господине Заев, во една изјава тука 2018 година, на почетокот сте рекле следното. Франција и Холандија се поприлично резервирани за проширувањето на ЕУ. Зборам пред година и пол и повеќе. Вие сте биле свесени, иако потоа велевте дека сте изненаден. Но Македонија треба да прави чекори. Се едно можностите како и земите, вакви како Франција и Холандија, што се резервирани да ги оставиме пред аргументи на ЕУ самитот е решението за името. Че вие на пратениците сте им кажале пред скоро година и пол и повеќе дека како ќе ги оставиме Франција и Холандија без аргументи, да завршам. Како ќе ги оставиме Франција и Холандија без аргументи е да го решиме името. Тоа сте го кажале вие. И на крај, господине Заев, на една многу позната седница за пратенички прашања, на 2 јули 2018 година, сте рекле следното. Прашањето е дали Македонија навистина доби датум. Јас конечно ве поканувам да се израдуваме на убава работа и треба да се израдуваме. Македонија доби датум за почеток на преговорите во јуни 2019 година. Тоа вие сте го кажале на оваа говорница како одговор на пратеничко прашање. Времето е толку. Можам уште многу ваши одговори да ги читам, кои што не излегле точни. Можам да читам многу одговори кои што биле ветувања и не се исполниле, господине Заев. Но со оглед на фактот дека оваа влада има уште 25 работни дена до крајот на својот мандат. Јас денеска нема да го искористам правото да поставам пратеничко прашање и ќе изразам задоволство за тоа што се приближуваме до моментот кога оваа влада ќе го види својот крај. Вакви примери нема прашање, вакви примери имало десетици и десетици во собрание. Благодарам.